Во екот на светски недостиг на храна, кога домашното производство е поважно од кога и да е, земјоделците од овчеполието најавуваат лоша жетва на пченицата. Лебното жито од најголемата житница во источниот регион на непол месец пред стартот на жетвата не ветува полни амбари. Најоптимистичките предвидувања се дека приносите ќе бидат одвај 1 до 1,5 тон по хектар, што е катастрофално малку. Катастрофални се пчениците поради што настанатите промени во цените што настанаа ѓубривата, што поскапна 300%, пошто индивидуалните земјоделци и приватниот сектор не можеат да врлат ѓубре, па мислам дека 90% не фрлија ѓубре и посевите се пченица многу слаби. Сегашната состојба е последица на долгогодишната негрижа кон земјоделството и проблемите со кои земјоделците се соочуваат, тврди Стојчов. Според него, ниту интервентните мерки, ниту светската криза за храна не ги поттикнаа земјоделците од овој крај помасовно да ги обработуваат нивите. Не, кризата не ги мотивираше земјоделците, пошто пченицата многу долги години не се плаќаше добро и дава малку по-ниски приноси и затоа пченицата ќе исчезне во овчеполието за 1 до 2 години ќе исчезне, нема да се сее воопшто. Во моментов, откупната цена се движи околу 20 денари за житните култури, но во екот на жетвата се очекува од купувачите и да ја намалат. Според Стојчов, земјоделците се подготвени и да ги складираат житните култури, чекајќи подобра и повисока откупна цена. За разлика од пченицата, нешто подобри приноси се очекуваат кај јачменот.